Се исплаќа ли купување половен електричен автомобил? Условите и понудата на пазарот во моментот се примамливи, но и покрај тоа возачите не се често решаваат за ваков чекор. Најмногу привлекува нивната цена. 3 години стар електричен автомобил може да се набави за половина поевтино отколку нов. Но дали ваквата сделка навистина е исплатлива? Одговорот е посложен од едноставно да или не и зависи од многу фактори. Покрај поевтиното возење, предност е и што трошоците за одржување се далеку пониски од возилата со бензински или дизел мотори, но тоа подразбира да имате куќен полнач. Подобри се и перформансите, а за удобноста во возењето заради тивкиот погон да не зборуваме. Треба да се знае дека при купувањето половен електричен автомобил шансата за скриени механички оштетувања се далеку помали. Се на се, ако батериите се здрави, тогаш секако вреди добро да се размисли. Но ако постои сомнеж во нив, тогаш никако, затоа што замената е прескапа. Освен тоа, главен недостаток на половните електрични возила е што неретко се технолошки застарени. Динамичниот развој го зема својот данок. Тоа значи и дека треба да се очекува отежнато снабдување со резервни делови, посебно кај моделите кои не се толку чести на улиците. Голема пречка за купување половен електричен автомобил се и ниските шанси после неколку години возење тој да се продаде.